Управата за јавни приходи го презеде едногодишното председателство на Интеревропската организација на даночни администрации на свечена церемонија во рамките на 30-тото годишно собрание на организацијата што се одржа во Будимпешта. Председателството беше символично предадено преку примопредавање на знамето на ИОТА од ВД директорката на Националната даночна и царинска администрација на Унгарија, Чила Тамаш Цинзега, на директорката на УЈП Елена Петрова. Во своето обраќање по преземањето на функцијата, Петрова истакна дека современите даночни администрации се соочуваат со брзи технолошки промени, нови економски модели, зголемени очекувања од граѓаните и бизнис заедницата. Таа нагласи дека токму ИОТА има клучна улога во градењето на капацитетите и поттикнувањето на соработката меѓу европските даночни администрации. ИОТА не треба да биде само место каде даночните администрации разговараат за промените, туку место каде заедно ги претвораат предизвиците во конкретни решенија, истакна Петрова во своето обраќање. Веднаш по церемонијата, директорката го предводеше конститутивниот состанок на новиот извршен совет на ИОТА, во кој членуваат Азербејџан, Белгија, Ерменија, Естонија, Романија, Финска, Хрватска и Швајцарија. Состанокот беше насочен кон дефинирање на идните приоритети и работната агенда на организацијата. Во рамките на Генералното собрание, Петрова учествуваше и на панел дискусија со директори на даночни администрации од повеќе земји. Посебен акцент беше ставен на потребата од забрзана дигитална трансформација на даночните системи, како и на важноста од зачувување на довербата на граѓаните. ИОТА е меѓународна организација која обединува 43 европски даночни администрации, 2 придружни членки и соработува со повеќе глобални институции во областа на даночната политика. Превземањето на председателството за УЈП представува значајно меѓународно признание и потврда за незината активна улога во европската даночна заедница. Во текот на изминатото денонокие на територијата на целата држава, полициски службеници лишиле од слобода 16 возачи поради безобзирно управување возило, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според соопштенијето, најголемиот дел од возачите или вкупно 14 лица управувале возило без возачка дозвола. Меѓу нив и двајца малолетници. Дополнително 2 лица биле затекнати како управуваат возило под дејство на алкохол. Од МВР појаснуваат дека во Гостивар биле лишени од слобода 4 лица, од кои еден малолетник, сите за возење без возачка дозвола. Во Штип биле приведени 3 лица, при што едно од нив било и под дејство на алкохол. Во Тетово биле приведени 2 лица, меѓу кои еден малолетник, додека во Скопје се приведени исто така 2 лица. По едно лице е лишено од слобода во Кочани, Прилепи, Дебар. Дополнително по едно лице во Виница и Гостивар било санкционирано за управување возило под дејство на алкохол. Од Министерството нагласуваат дека по целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Истовремено упатуваат апел до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не управуваат возило без положен возачки испит или за време на изречена забрана, како и да не седнуваат зад воланот под дејство на алкохол. Заеднички да придонесеме за побезбеден сообраќај, велат од МВР. Европа е зафатена од силен и долготраен топлотен бран кој опфаќа голем дел од западниот, јужниот и централниот дел од континентот, при што метеоролошките служби издаваат предупредување за екстремни температури, зголемен ризик по здравието на населението, пожари и нарушување во секојдневното функционирање. Во Франција, Националната метеоролошка служба издаде портокалово предупредување за екстремни горештини за 60 департмани, што опфаќа околу 2/3 од земјата и околу 36 милиони луѓе. Температурите се движат меѓу 35 и 38 степени, а локално достигнуваат и до 40 степен, додека ноќите остануваат невообичаено топли со така наречени тропски ноќи. Француската влада свика кризен состанок, а председателот Емануел Макрон упати апел за внимателност и почитување на препораките. Во Обединетото кралство метеоролошките служби издадоа жолто предупредување за делови од југоисточна Англија и Јужен Велс со температури кои се приближуваат до 30 степени, можност да достигнат 34 степени. На Пиренејскиот полуостров, Шпанија и Португалија се соочуваат со уште по екстремни температури кои достигнуваат од 40 до 42 степен. Во Шпанија веќе има последици врз инфраструктурата, вклучувајќи прекин на железничкиот сообраќај поради шумски пожари. Во Швајцарија се регистрирани тропски ноќи со температури над 23 степен.
Во Грција избувна шумски пожар во регионот Родопи, каде се ангажирани голем број пожарникари и воздушна поддршка. Во Холандија силни бури со град и оркански ветришта предизвикаа голема материјална штета и човечки жртви. Метеоролозите и климатските експерти предупредуваат дека ваквите екстремни појави стануваат се почести, како последица на климатските промени, а почетокот на следната недела може да донесе уште повисоки температури и дополнителни влошувања на состојбата низ Европа. Нешто повеќе од 1 месец по прогласувањето на епидемијата, бројот на потврдени случаи на ебола во Демократската република Конго надмина 1000, соопшти Министерството за информации во Киншаса. Според официјалните податоци, од вкупно 1003 потврдени случаи во 3 провинции, 254 лица починале, додека 100 се оправуваат. Во моментот 365 пациенти се лекуваат во болници и центри за изолација. Стапката на смртност се проценува на околу 25%. Бројките се базираат на податоци заклучно со саботата, биле објавени преку социјалната мрежа X. Здравствените власти предупредуваат дека ситуацијата останува сериозна и дека епидемијата се уште не е под контрола. Во соседна Уганда се регистрирани 19 случаи поврзани со истата епидемија, при што 2 лица починале. Според здравствените служби, случаите се директно поврзани со ширењето на вирусот од Конго. Министерството во Киншаса соопшти дека 58% од контактите на заразените лица моментално се следат. Светската здравствена организација наведува дека за ефикасна контрола на епидемијата е потребно да се следат најмалку 90% од контактите, што укажува на сериозен предизвик во теренската контрола на болеста. Африкански центар за контрола и превенција на болести изразува загриженост поради големиот број непознати и несоодветно следени контакти, што го зголемува ризикот од понатамошно ширење. Еболата е тешка и често смртоносна вирусна болест, која се пренесува преку директен контакт со телесни течности на заразено лице. Здравствените експерти посочуваат дека актуелниот бран е особено тежок за контрола, меѓу другото и поради фактот што за типот бундибугио на вирусот се уште нема одобрена вакцина или специфичен третман. Под влијание на циклонска активност со центар во Турција, денес и утре во земјава се очекува нестабилно време со развојна облачност, проследена со пороен дожд, грмежи, засилен ветер, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Според најавите, локално временските процеси ќе бидат поинтензивни со можност за пообилен пороен дожд, силен ветер и појава на град, особено во зоните каде ќе се развијат посилни грмежливи облаци. Од ОХМР предупредуваат дека ваквите услови може краткотрајно да предизвикаат и појава на невреме. В четврток се очекува делумно стабилизирање на временската состојба со изолирана појава на нестабилност, која ќе донесе и локален пороен дожд и грмежи. Од петок пак следува период на претежно сончево и потопло време, при што дневните температури на секаде во државата ќе се искачат на 30 степени Целзиусови, што ќе означи враќање на летниот температурен режим. Во Скопје во наредните денови ќе се задржи топло време, но во попладневните часови во делови од котлината се очекува развојна нестабилна облачност со локален дожд, грмежи и засилен северен ветер, кој краткотрајно може да има карактер на невреме. Од УХМР упатуваат препорака до граѓаните во случај на електрични празнења да избегнуваат престој на отворен простор, како и подосамени дрвија со цел зголемена безбедност при нестабилни временски услови.